Кога се појави првпат на музичката сцена, не можеше да остане незабележана, од една страна заради специфичниот глас и музичкиот стил, од друга страна заради сличноста и презимето со нејзиниот популарен, сега веќе за жал почина татко. Но за сите овие години таа успешно ја гради својата кариера. Има зад себе многу музички хитови, настапи на речиси сите фестивали, а последниве 2 години своето внимание го фокусира на хуманитарни проекти. Кристина Арнаудова, гостинка во нашето студио. Здраво, здраво. Добре дојде. Убавата најава. Ти благодарам што прифати да дојдеш и на овие 1000 степени надвор. Меѓутоа тука нас ни е 1000 тука горе доле тука негде. Да, ама тука ни е пријатно сепак. 950. Така. Ја промовираше твојата песна Љубена, односно видеото за песната Љубена. Можеш ли да ни кажеш каде се снимаше спотот и нешто повеќе за песната? Со кого работеше на песната? Љубена излезе во мај оваа година и така спотот малку го завлечкавме овој пат, значи малку каснија, а мислам дека без разлика што е касно, битно е дека имаме добар производ, дека ете на луѓето им се допаѓа и дека нам ни се допаѓа. Љубена велат сите, јас слабо слушам радиостаници, морам да признаам воопшто, ама сите велат дека цело време се врти на радиостаниците, тоа ми е навистина важно и ништо повеќе од тоа не може да ми биде важно. Го снимавме во Охрид, навистина имаме едно прекрасно видео, значи го имаме Охрид во најубавото издание во спотот, во продукција на Горила Филмс, режија и монтажа на Јован Коциновски и не знам, горе доле тоа е тоа што би требало. Ни изненадува стилот кој што го имаш во стајлингот во спотот. Така прилично интересен и смел, да. Јас секогаш мислам и на настапите и на особено на спотовите, особено важност давам на тоа како треба да се изгледа, значи секоја песна, особено секој настап и бара различен стајлинг и бара конкретен стајлинг и кога се работи за јавна работа, односно сцената, апсолутно трпи се и некако јавни личности сме тука да ги исполниме барањата и на идејата на режисерот и на стилистите и јас сум навистина задоволна исто како изгледам во спотот. Во тоа многу ми помогна Арабеска, Лакшери и Сузана. Потоа шминката е на Мери од Охрид, една популарна визажистка и фризурата е на една девојка Есма, исто од Охрид, значи така во Охрид све се спремаше, ама гледам дека на луѓето им се допаѓа и тоа ми е драго. Ова ти е прв спот откако се врати на музиката, откако се породи со вториот син Матео. Да. Од кога се роди мојот втор син Матео. Ова е прв сингл и прв спот. Така, дали ова најава за некој албум можеби или Да, се работи, значи јас би сакала на есен да излезе сега и втор сингл и втор спот, а полека сакам да се спремаме за напролет и за нови издание, за еден концерт кој што е моја желба, ама од разноразни причини никако не стигнуваме. Дали од моја тоа што не сум доволно амбициозна, да кажеме, не сум доволно, нели, посветена до крај, секогаш некако приоритет беа некои други работи, фамилијата, децата. И секогаш викав добро, во ред, има време, а мислам дека е време за еден нов концерт. А сега веќе децата се подпораснати, мислам дека сега подпораснати, малку е уште малку подпораснати. Значи има 18 месеци само Матео. Но како и да е, мислам дека нормално да си ја вршам мојата работа, односно да си доследна на својата професија и да го работам тоа. Но последно време многу повеќе морам да признам дека сум посветена некако на проект Среќа. Односно тоа е токму за тоа сакав. Сега да те прашам, лани во мај ја започна кампањата Среќно матуранти. Да. Ако не се лажам, околу 96, можеби повеќе поправиме ако грешам, матуранти ги облековте комплетно за да можат да се појават на својата матурска вечер. Годинава една од оние новинари кои што ја следеше точно таа акција и точно знаеш се за тоа. Меѓутоа почна како една наивна иницијатива, а потоа се разви во еден многу голем проект. Во меѓувреме се го регистрирав и моето здружение проект Среќа, кој што има еден цел годишен план на такви проекти, фокусирани на најмногу на децата и на младите, на создавање на среќни моменти на социјално ранливи категории. Значи, оваа година повторно го правевме Среќна матурант, оваа година 120 матуранти комплетно облечени. Веднаш после тоа за 10 дена од сега, значи на 14, не, за 7 дена, на 14 август тргнуваме на
летен камп, шарено лето, летен камп за деца кои што не може да си дозволат летен одмор. Значи деца од социјално ранливи категории. И 40 деца ќе ги однесеме во Маврово 7 дена на една многу возбудлива авантура во хотел Лодж со прекрасна програма и подароци и сето оно што тие деца ретко го доживуваат, а нашето мото е дека секој има право на миг на среќа. Веднаш после тоа имаме проект кој што се вика Среќна школска година и собираме школски прибори, односно купуваме школски прибори за сите деца кои што не може да си дозволат. Значи така, за проект Среќа има годишна програма на која што многу работиме. Од каде идејата да се вклучиш во овие хуманитарни проекти да им помагаш на ранливите групи, на децата од ранливи семејства? Така. Значи, сите овие проекти се јас сум ги измислила, сум ги напишала и самата ги реализирам. Горе-доле проект Среќа е one man show, значи самата сум таму за проекти ангажирам воспитачи, координатори и така натаму, но повеќето од работата, односно целата работа ја завршувам сама. Тоа ми беше една детска желба. Така. Значи, од многу мала имав идеја дека кога ќе пораснам сакам да им помагам на луѓето. И еден ден дојде момент тоа да го направам. Навистина тоа го правам од срце и секогаш сум сакала тоа да го правам. Имаше една интересна твоја изјава дека кога го најави проектот за матурантите, а верувам дека и сега многу волонтери од цела Македонија се вклучија да помогнат во целата таа идеја. Да, идејата всушност на здруженијето не е само да работи хуманитарни проекти, туку да ја поттикне општествената одговорност и филантропијата кај поединците, кај луѓето и кај компаниите. Значи тука сме да ги буцкаме компаниите и да им кажуваме дека треба да бидат општествено одговорни и треба да се вклучат во нашите проекти. Им благодарам за тоа што тоа го прават постојано. Од друга страна, на луѓето им даваме прилика на сите оние кои што сакаат да помагаат да го направат тоа. Односно, постојано луѓе прашуваат, јас сакам да помагам, но не знам како. И цело време имаме пријави од луѓе кои што навистина ни помагаат. И морам да признаам дека сум навистина горда со тоа колку многу волонтери и луѓе помагаат во нашите акции. Значи во Среќна матурант имаш околу 40 волонтери, ако не се лажам. Во целата оваа приказна помеѓу новиот музички спот и проектот Среќа ќе ја вметнам некако и шарената револуција од која што беше ти дел. Така да. Од каде, како, што? Не знам што точно да ти одговорам на ова прашање. Ја бев една од оние кои што навистина гласно говореа за тоа, за сето она што ни сметаше во секојдневното живење, во начинот на кој што функционира работите во нашата земја, во начинот на кој што дел од нас не се чувствува комотно. Често можев да ги прочитаме твоите статуси на Facebook така, да. во однос на тоа и во однос на музиката. Мојата земја да не е мајка за мене, туку маќа. И гледав дека и луѓето од околината го имаат тоа мислење и бев поборник за тоа дека мора гласно да зборувам. Ако сакаме нештата да се сменат и дека само на тој начин ќе се сменат нештата. Ако сме гласни, ако не се плашиме, бидејќи немаме што да се плашиме. Зборуваше гласно. Најстрашното што можеше да се случи, се случуваше. Значи бевме безгласни букви во нашата сопствена земја и не знам што пострашно тоа може да биде. Зборуваше гласно за тоа. Имаш ли чувство дека сега подобро се живее или можеби подобро ќе се живее? Не знам како да ви кажам, не знам за 2 месеци колку може подобро тоа да се живее. Значи ја мислам дека некои работи треба многу време и години да се поправи таа штета која што ни беше нанесена од секој аспект, но сите ние некако се чувствуваме за прв пат јас се чувствувам дека можам слободно да дишам, дека сум слободна, дека не се плашам од тоа што ќе го кажам. И дека можам да искритикувам било кого без при тоа да има последици по мене. И дека за прв пат нештата кои што ги работам осеќам дека може да бидат поддржани. Колку имаше поддршка од владините медиуми тогаш кога беше дел од шарената револуција? Објавуваа ли за твоите Значи, ден денес тие опозициони медиуми не објавуваат никакви информации за мене, но јас немам никаков проблем со тоа, сосема ги разбирам. Значи, тие, колку што јас се осеќам дека сум слободна, колку што јас не се плашам, тие толку се плашат, јас сочувствувам со нив, што мораат тоа да го прават. Сега си слободна коптица. Види, јас и тогаш ова сосема истово сум го кажувала, значи затоа и те слобода на говор имав и тогаш со тоа што тогаш не ме пренесуваа сите медиуми и сега ете така ме избегнуваат, но немам проблем со тоа. Не знам што друго околу тоа ти кажам. Нема веќе да зборуваме за тоа ќе те во мојот нов спот има кадар каде што сум до пасосот нема правда, нема мир, не знам дали го примети тоа. Да, го најдов тоа на сред охрид и реков сакам тука да снимам.
Значи нема тука ништо лично, освен тоа што мислам дека секој од нас мора да одговара за грешките кои што ги правил и за криминалните действија кои што ги извршувал. Ако јас утре убијам човек, ќе одам во затвор, така. Ако ја крадам, исто така ќе одам во затвор. Епа така, исто треба да биде за сите. Мајка си на 2 сина. Да. Како успеваш да постигнеш да бидеш и мајка, да бидеш и пејачка, да ги извршуваш сите оние хуманитарни проекти, било да е за матурантите или сега еве конкретно за шарено лето? Како успеваш да ги вклопиш сите обврски? Во главном кога се сака се може и тоа е едно од моите мота во животот, значи имам план кој што програма која што секој ден е зацртана, работам точно на 3 часот, потоа сум само мајка и тоа ми е едно од правилата во живот, во работата, дека можам да работам се до 3 часот, потоа сум само мајка на моите деца, освен ако нема некој снимање кое што е неодложно или некој настап кој што е вечерен, но тоа е покасно кога тие спијат, така да мислам дека тие не чувствуваат кога не сум таму. Со добра организација генерално се може, во текот на денови, значи имам проби со мојот бенд, го организирам кампот кој што има многу сегменти на организација, го промовирам спотот по медиумите. Сето тоа најпрво и најважно ме исполнува и тоа е она што е најважно во животот, го работиш тоа што го сакаш. Кога ќе работиш работата што сакаш, таа престанува да ти биде работа, туку почнува да ти стана уживање. Да, ја не осеќам дека работам, едноставно уживам. Имаш поддршка од Александар, од мајка ти? Ти помагаат околу децата, за да можеш да се изорганизираш? Мора да ви откријам нешто, зашто син е денес со нас во студио и постојано нешто позади камера чепка, а ја покушавам да му кажам дека не мора, он е многу супер. Дека мора да седне таму да ја направи некоја бења. Навистина многу ми помагаат и мојот сопруг и мојата мајка која што во периодов, односно последниве, 8 месеци е постојано со мене и најмногу се грижи за Матео, за да можам да се посветам на сите овие работи. Навистина ми требаше нивната целосна поддршка и им благодарам многу поради тоа. Ако имаш мали деца, ако немаш таква поддршка, е неверојатно тешко да се сработи било што. Тоа го знаат сите мајки, така да јас сум бескрајно благодарна на поддршката која што имам од моето семејство. Уште едно прашање имам за крај. Нема да те прашувам за односот со таткот ти, затоа што тоа е веќе извртена тема. Меѓутоа неодамна стана тетка, да. Да. Се сеќавам дека и тоа од изјавите на твојата сестра Харита дека ти си била највесела на незината свадба, за жал на која што не можеше да запее вашиот татко. Можеш ли да ми кажеш какво е чувството да си тетка, колку често се гледате, одиш во Охрид и помагаш? Мене е многу жал што е таете подалеку од мене и што точно во овој период кога таа се породи, јас сум цело време со одредени активности и жал ми е што не може да се гледаме толку многу колку што јас би сакала да беше тука и да може, нели, секој ден да ја гледам. Каја веќе има 2,5 месеци и едва чекам, значи при крајот на овој месец да ги посетам и да се дружиме и така, да си ја запознае тетката. Не ми откри како се вика Каја. Каја. Да, малата Каја. И така, навистина сум среќна поради неа, ние имаме супер однос, мислам, функционираме одлично. Дели како поискусна мајка често ме прашува за совет и најмногу комуницираме околу тоа. Ти благодарам што беше гостинка во нашата студија. Фала ви на вас многу и сакам да ви сте многу среќни. Ви благодарам што не следевте и се надевам дека ќе успеете да ги надминете овие жиштини кои што го зафатија изминативе денови Скопје.